Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на вашето и наше, како се вели, интернет ток шоу или некој подкаст го викаат, како сакате, ништо лично. Меѓу два изборни круга, полека постизборната еуфорија стивнува, а ние меѓу два изборни круга решивме да и се вратиме полека на естрадата. Знаете, велат најтешко е да се биде петел на сопственото буниште. Ама ако освоиш едно од главните буништа надвор од својот круг, тогаш во твоето буниште сите петли има да ти се покорат, а бога ми и сите кокошки да бидат твои. Ама дали тоа ќе биде така, ќе видиме малку потоа и од разговорот со нашиот и ваш денешен или вечерашен гостин во зависност од тоа кога го гледате ова наше издание, дали премиерно, дали потоа навечер или некаде релаксирано преку ден. Како и да е, човекот кој е роден во Македонија, а има потекло или барем дел од потеклото му е од Србија или поточно од Косово. Татко му од Косово, мајка му македонка, виорот на војната ќе ги натера да го растурат, односно продадат семејното огниште и да мораат да бегаат, да се враќаат во Македонија. Татко му подосна заминува да работи за да го прехрани семејството во Германија, а тој се раѓа во Скопје. Во Скопје расте и страста кон музиката ја наследува токму од она што се вели посилниот пол меѓу родителите, од таткото. И не само страста, туку и талентот и сето она што подосна ќе го доведе до ниво да биде македонска гордост, барем последнава година или во последно време. Но пред тоа не одат работите баш преку ноќ така. Се пријавува на неколку регионални музички талент шоу надпревари, меѓу кои Пинковите звездици, каде што сега покојната веќе фолк легенда Шабан Шаулиќ уште тогаш ќе го прогласи за звезда која се раѓа. А кога Шабан ќе каже дека си звезда, сигурно си звезда претходно или потоа мора да блеснеш. А токму тој блесна и стана македонска гордост во последното издание, во годинешното издание на Звездите на Грант, каде што не направи и среќни, и горди, и задоволни, и такви какви што знаеме да бидеме, да се радуваме, да се веселиме и да плачеме од среќа. Наш и ваш денешен гостин, победникот на Звездите на Грант за последната сезона, нашиот Никола Станишич. Добре дојде. Еве, јас пред се морам да ти дам рака за прекрасната најава, ти благодарам и чест и задоволство ми е што сум денеска тука во твоето студио, твои гости. Така, фала ти на убавите зборови. И ќе се фалиме, и ќе се кудиме сега. Мислиш да кажам само згодни прашања. Имаме и незгодни. Како што има згодни и незгодни ситуации, згодни и незгодни женски, има и згодни и незгодни прашања. Ќе пробаме да се снајдеме. Хајде да пробаме да се вратиме. Велат она што е последно во новинарството знаеше прво. А последно е песна која излезе до нови видеоспот. Една од оние кои велат ти фрлало око и на надпреварувањето, ја одведе пред олтар. Ама само на видеоспот и во песна. Само на видеоспот. Така ли е? Поздрави е последното нешто кое излезе во дует со твојата колешка од Звездите на Грант. Точно. Зошто токму не се одбра или ве одбра продукцијата? Не одбрав јас, но одбрав продукцијата. Они мислеа дека таа песна ке е за нас и дека треба да снимиме, така да веднаш по финалето беше таа недела, вие двајца морате да снимите тоа, за спотот се, ова се, така треба да отпеш, така треба да отпеш. И така значи, се сними на песната и невестата ти одбра, така ли? Да, се ми одбрани. Види, сега имам договор со 9 години и се ќе ми бира. Добро е дека е така. Имаше ли ти забелешка некоја, можеби сугерираш и нешто во овако или што ќе ти се дај мора пееш? Па искрено мене таа песна не ми се свигаше. Не ми се свигаше, ама ете, дури кога отидов во студио тогаш прв пат ја слушнав и тогаш ја отпев. Так. Ама ете сега како ја слушам секојдневно, па ми влезе у глава право да ти кажам. Почва да се тоа е така и со жените, таа што не мора да се свиѓа најмногу, можеби некој претходно повеќе си бил влюбен во нив, ама оваа ќе ожениш. Така и со песните. Никогаш не се знае. Да, никогаш не реци никогаш. Добро, кога сме кај симпатиите и Звездите на Грант, уште некој ти беа таму фрла око. Една велеше, дај ми ги клучевите од колата, јас ке те возам по турнеи, така ли беше? Ива Јокановиќ, таа е моето детенце малешко.
што многу си ја сакаме, многу си ја Тоа е за почитаме. тебе, а за нас е она најцислестата што на финалето со длабоко деколте и бога ми бујна предница. Добро изгледа, мора признам дека Не, авион. супер си, баш статкичка. Така. Се повозевте или? Па да, она тогаш положи, она ми ја зема колата од Фиат кај што ја подигнавме. А оф да рекорд имаше возење вака по Парамегдан, по не знам. Имаше. Така. Добро. Ева ми се свиѓа која си искрен. Која се луѓето искрени и признаваат. Добро, да вратиме приказната некаде на почетокот. Потекнуваш од мешовит брак, македонка со човек кој е родом од Косово. Ти ја раскажеле ли приказната како било твоите? Веројатно ти зборувале за тоа како за тие тешки денови кога морало да се напушти родното Па огниште, да се некогаш прода. одамна тоа ми го збореле, верувај дека после финалево кога искочи таа информација дека татко ми од Косово, мајка ми од тука, не сум стигнал да зборам на таа тема бидејќи дома не се врта, али од порано тоа што ми збореле, знам дека татко ми е роден таму и на мали години имало рад таму и потоа дошле во Куманово. Мајка ми била од Скопје, татко ми бил пеач, па негде тука у Скопје се запознале, се земале, па се живееле во Куманово, потоа и таму било рад, се од рад бегале и дојде во Скопје. Така. Ти си роден тука, така Тука ли? сум роден, да. Моите сестри сите се родени во Куманово. Добро, сите у Куманово, ти си у Јас Скопје. сум тука, Добро. Добро, како год да е, не е ни така далеку. Јас споменав најавата, талентот, поривот за пеење, веројатно и дарбата, како се вели, гени се гени, нема бегање од се од татко ти. да, Има ли некој од пред тоа, дедо, прадедо што пееле или од се од тато почина? Не, само тато. Тато. Така. Татко ми пеел само. Те учеше ли како мал да која музика да сакаш, што пее? А што пееше тој? Каква музика? Претпоставам фолк. Он пее фолк народно, да. Така. А јас почнав со англиско. А ти у рок-н-рол заглави. Па свати дека нема пари таму. Нема пари, ајде како народно се. Не, ја бев срамежливо дете. Многу се срамев пред него да пеам. Пред секој кој ќе ми влезеше во соба, ја престанав одма. Ама така со тек на време се опуштив и никој ништо не ми покажа, се сам си вежбав. Добро, како се вели, те насочуваш ли, кој го откри талентот за пеење? Татко ти дека син му може да биде пеач или ти сам тргна во тие води? Па искрено сам, бидејќи јас тој период бев тука со мајка ми, он не беше тука во Германија, да. отиде да работи, И се сам се борев, сам учествував во надпревари и сам се трудев, учев репертоари, песни. И некои родители кажат, у мојата професија, не, знаеш колку е тоа тешко, напорно, трновите тој пат. Имаше ли Па, подршка искрено или се трудеше да... Од моите дома секогаш имав и уште имам. И секогаш ќе имам, да. Најголема подршка ми се они. Така. Сестрите се помали или повозрасни? Повозрасни од мене. Добро. Веројатно тие те водеа за раче на училиште во градинка и така, не знам кај си одел, ако си одел, или те чува. Ме чува. Так. Пее ли некој од друг во семејството, од нив, сем тебе? Не, ова најмалава сестра што од нив сака, али е антиталент за пење. А многу има желба да пее. Видиш, Дај ме бато научи ме, како да те научам кога нема. Ако нема дарба од Бога, така ли? Немаш. До душа денес кој се пее, право да ти кажам, може и знае да пее, не си Еј, држи вода муавето. знаеш како, малку технологија, малку важно е поривот и желбата да има. Така. Тоа е тоа. Кога прв пат почувствува дека и имаше некоја песна што те погоди и рече, ова е тоа, ја мора станам пеач. Па песна не, ама имав еден другар додека живее во Германија. Он исто така трениравме заедно фудбал и си имаше дома едно Bluetooth звучниче. И на него нон-стоп си пееше, така кога кидев кај него на гости, он микрофонот у рака и ќе си пее. И така мене ми стана тоа интересно. Како јас викам такво звучниче, он ми купи звучниче. И потоа он кога ќе дојде кај мене на гости, кај мене ќе вежбаме. двајца. Па кидам јас кај него, па кај него ќе пееме и така си почнав ја полека. Прва песна мислам дека не беше Одисеја вежбаме. Одисеја. Лео Мартин. Да. Ој, И потоа со Пинкови звезда така почна се. Така почна фактички да се оставам јас како пеач.
Спомна фудбал. Зашто не стана фудбалер, а стана пејач? Знам дека си бил и талентиран и за Па и спорт. тоа добро ми идеше, и тренирав и бев платен во Германија, но Каде? Имаше подмладок на некој клуб или некој локал? па да, играв за Ахен и за Лајнефелде тогаш. Алеманија Ахен. Ама не знам, се вративме тука и Не проба Вардар Тука игра- Работнички, не. Ѓорче Петров. не, кај нас не ни пробав, пошто знаев дека се мора да имаш пари да платиш само да ви влегол у таа шема. И така да се откажав од тоа, си играв после тоа така со другари, со по турнири, по оно по. Али пеењето ми стана како бизнис. Тука гледав дека можам пари да заработам. Така, од фудбал може многу повеќе отколку од пеење кај нас, ама Па, добро. треба да ти упали кецот. Али треба прво да ги имаш парите. Така, после да ги вратиш, добро. Држи вода и ова. Сум слушал многу муавети. Не знам дали е така, ама не си едини кој тоа го кажува. Секој од овие помладиве, па и родители кои имаат помлади го велат тоа, ако не платиш, нема ни ќе Па грешиш. за жал така е кај нас. Така грешиш. функционира. Сега да те прашам нешто што е врзано за музиката, ама и за Германија. Што мислиш, ако во Македонија талентите фудбалски потешко успеваат заради ова што го зборувавме, а во Германија ако си талентиран, сигурно клубот ќе те прибере и ќе те Точно. финансира. Дали во Германија полесно ми направил кариера отколку на Балкан? Дефинитивно. Да? Затоа што таму на секој такмица доаѓаат како се вика. Не зборам пејачка, за пејачка. А пејачка. Или таму е тоа потешко. Тоа искрено не знам. Има многу наши таму, но види кај нас не можеш да направиш. Пак мора да одиш во Србија. Кај нас во Македонија тешко. Јас пеев неколку години и си тапкав во место. Видов како се смешкаш кога реков најтешко е да си петал на свое буниште, ако ќе го освоиш она поголемото, после сите ти се поклонуваат. После си најдобар, си тапкаат по рамо. А истиот си уствари. А истиот си уствари. Тоа е таа работа, што мора да отидеш во друга држава да се докажуваш, да успееш да победиш и на крај кога ќе дојдеш во својата држава, кога ќе те видат да те тапкаат по рамо, брате, супер си, ти честитаме, а кога ќе се трнат, пак ќе зборат, ќе те зборуваат. Таков народ сме, просто. Мора се помириме со балканштината во себе, Па, ама се помириме. таа носи па и други некои. Носи една друга душа што во Германија нема, да речеме. Па добро, сега. Нормално. Така. Кажи ми, спомнав ја Шабан и Пинковиќ Звездички. Таму не дотурка така високо, не победи. Па таму скоро до полуфинале до стигна. полуфинале, така. Да, на 16 години. Што те спречуваше да победиш таму? Па, што ме спречуваш? Тогаш беа сите поголеми од мене. Јас бев еден од најмалите, таму 16 години, а бев во Пинковиќ Звезда, не бев во Звездички. Да. Па може би тоа и неискуството. Ни Звездичка, ни Звезда. Да. Измеѓу. Ама пак бев горд на себе што без никакви проби, без никакво вежбање стигнав до полуфинал. Пак не е мала работа. Апсолутно не е мала работа. Ај баш као Шабан многу ме засека тогаш. Шабан, ако ти каже кога ќе си Звезда, еве го доказот. Дури имаше една анекдота. Повели. Пошто таму кој не можеше да дојде, некој ги менјаше жирито, дали Желко Шашич или било кој, не знам кој доаѓаше. И сега се дешава од вториот круг веќе си во дуели. Пееш во дуел, мора еден да помине. Да, еден отпаѓа. Да, и Шабан секад јас кога пеев, секад прв глас, ради него поминав, многу ме сакаше. И доаѓа ден, викаат Шабан не доаѓа денеска во жирито. Свикаш, ја готово отидов. Да, Шабан не доаѓа денеска во жирито, нешто настината, ќе го менја тој и се овој дуелистов што Никола вика денеска, вика нема среќа, вика извини, вика јас поминувам, викам добро брат, викам со среќа нека ти, викам. Супер. Ти беше во дуел? Во давно беше. Не знам како Ама се не викаш. пееш сега, не направи. Пее, не. У Србија си пее, ама не некој меѓу познат. познатите, да. Вика нема среќа денеска, вика Шабан не ти е тука. Викам добро, викам тебе нека ти е со среќа. Идеме ние на снимање и го гледа Шабан доаѓа. Се смрзна. Кога го виде, викам и денеска немам среќа. А и стварно така беше, пак поминав јас. Му се пресекува ноза, гарант да Мариот. Пошто Шабан беше на крај, тој што одлучуваше. Так. Потоа имаше ли некои контакти со Шабан? Не пробали да доека беше жив, се разбира? Не, ама се гледавме често по емисии, пошто тогаш Пинко организираше и емисии и утрински и новогодишни, така да се гледавме често, но никогаш не зборевме на таа тема, сега да ми направи песна или Да те турка негде. Да, па искрено ја не сум таков. Ја имам цеца, па не го правам тоа. А е најголема звезда на Ќе Балканот. дојдеме до Цеца, чекај. Ќе дојдеме и до Цеца.
Меѓутоа 2016 и оваа 2025 се речиси 10 години, така, една деценија. Што правиш помеѓу едното и другото, Никола? Никола пееше свадби, пееше свирки и стекнуваше искуство. Така, со свој бенд, така ли? Да. Кажи ми, што најмногу ти леже, спомнаш свадби, свирки, едно друго. Која музика би ја пел за свој кејф, за своја душа? Она како можеш ти да одбереш, зборам као жанр, као правец, као стил, и во фолкот има вакви и такви песни. Па види, мојот сон е така да си пеам, ако веќе може концерти и на бина и во диско, али ете како морам, пеам и кафана, пеам и свадби, пеам се. Али мојата насока би сакал да е да сум си на бина, да сум си ограничен, да сум толку и толку пеам за толку време. И тоа е тоа. Обично велат бакшишот го собираат певајките, овие машките пеачи некако не Па и не е секогаш така. Во мојот случај јас сум тој што го собира. Ама некои примери, Џани на пример за тоа како се прави лепеза од банкноти. Има ли формула како да се пееш у кафеана, да речеме? Има ли која магија се употребува да го ќариш гостинот да залепи бакшиш? Па види, прво го За прашувам. пеачките знам она со деколтето и со тоа така Па да, ние мораме да имаме тактички. Ние машки мора да имаме тактички. Еве сад пример ти си у кафана. Така. И сега ќе доам до тебе и ќе те прашам една песна. И ти ќе ми кажеш една песна. Во таа песна веќе знам ти што сакаш. На која насока идеш? Јас ќе ти ги врзам уште 4-5 секако мора да даеш бакшиш. Сакал меќал. Сакал веќе мора. Го отвараш джебот, а? Мора. Началникот. Точно. Формулата кој не знае нека учи. Кој знае нека проба практично. Супер. Кажи ми, дојдовме полека до звездите на Гранд. Кој те пријави или сам се пријави? Те натера ли некој или немаше намера? Ме натера, право да ти кажам, мојата бивша девојка. Добро. Она беше иницијатор да се пријавам и сум ми благодарен. Јас искрено не сакав. Не сакав затоа што Сум пробал еднаш, знам како е. Да, стварно и трошок и напор и се, буквално цела година се такмичиш. Престој. Се буквално и викам пак исто да го поминувам, некако не бев спремен затоа што бев нонстоп Швајцарија, Германија тој период. Ама ете на крај ме натера и значи све за љубов, а? Така некако му доаѓа. па, ако веќе мора така да кажем, нека биде. Ај, кога сме кај љубовта, ама некако кажа и сам бивша, и јас знам дека е бивша. Славата ја растури љубовта или имаше некој кој се противеа на таа љубов, па беше забранета? Па второ ќе го потребам, славата никако не ме смени, нема зашто да раскинам поради тоа, но имавме некои проблеми така од претходно и да скратиме причата, ради нив беше цело тоа. Така. Но морам да кажам, ден денес сме си добри. Мислам, не сме у лош однос. Значи не е она далеку од срца, далеку од како се вика. Се поштувам. Така, добро. Добро че ме така, ама не е добро, ама добро се, знаеш како, се праве со љубов и тужно пееше Балашевиќ. Да не фатам на таа насока. Кога стигна прв пат, како ти беше чувството? Доаѓаш сега, Гранд ги знаеш пред тоа, сите поминале големи пеачи, некои станали, излегле од тука, од жирито, Звер до Звер, почувајќи од Цеца Босанаци, вихи, не знам кој се беа у жири, останато. Ти се сечат ли нозе кој ќе се појавиш таму или? Па... Со сето искуство од потезги и по свадби. Искрено, кога бев прв пат, да, а сега овој пат кога се такмичев, не, само... Последниот веќе не, ама... Не, пошто бев, два пати бев на Грант, еднаш кога бев пред 5 години, и тогаш стигнав исто до четвртфинале негде. Испаднав неправедно со сите можни гласа и затоа не сакав ни да се такмичам. А овој пат некако... И таму да не треба да се плати, имаше муавети како за фудбалов. Па таму зборот тие дека треба да се плати тие што не знаат да пеат. Така ли? Обично така кај нас и кај македонците, доста македонци тоа го кажуваат. Таа и таа ми бараше толку пари, овој ми бараше толку пари.
Абе, кој ќе ти бара тебе толку пари, таму милиарди има, милион пејачи има. Кој ќе ти бара тебе, ќе се збогати од твоите 5-10, колку ќе им даеш? Не е вистина тоа. Мислам, јас сум личен сведок што се вика дете, ајде без пари, отишло победило таму, како? Се до тебе да бара пари или Вики или кој да е. Па таа. Не, тоа за пари не е вистина, но друга жирито ако те засака сварно, ти одиш од круг у круг и на крај публиката гласа, Што е народот. побитно, публиката или жирито да те засака? Па од круг у круг жирито, а секако и тука мора да е публиката, затоа што ако не те сака публиката, за џаби идеш у финале. Што ќе правиш ако не си прифатен на крај публика? СМС гласовите одлучуваат така. Да. А јас имав тоа среќа и жирито да ме сака и публиката. Бога ми добар број на гласови освои, вака солиден. Па у солидно последни број. години највеќе до сега. Тоа е тоа. Така ли? Да, дефинитивно. Добро. Сега мора да прашам, и пред тоа имало неколку македонски граѓани. Славица беше, така ли, Ангелова, Ристевски беше предходно. Па ние тројца сме само, Така, да. тројца сте. Ма не направија некоја, Бог знае каква кариера, мора да признам. Дури во Македонија, значи не знам од калиберот сега да не зборам Владо Јанески, Калиопи и така натаму, Каролина и дури ника Антонија Гиговска или помлади, кај е проблемот? Па проблемот е во тоа што вајда не сака да се вложуваат, пошто кога и да прашаш ќе ти каже правата борба после финалето, не додека се такмичиш во такмичењето, туку после финалето. Тука се бориш да се истакнеш, да снимаш, да вадиш нешто ново. Они верувам дека тоа не го правеле и затоа се таму кај што се. Така. Финалето веројатно само катапулт да те лансира, а после бораш Види, да тоа е останеш одлична работа за да те подигне, али не ти е сигурност дека ти ќе опстанеш тука. Затоа сам си виновен како дали ќе останеш тука или ќе паднеш пак на дното. Ќе си бидеш истиот што и пред финалето. Мора да се трудиш да вложуваш нонстоп. Што значи да се трудиш? Да вложуваш Да пари или вложуваш- да вложуваш себе па, да се вложуваш? И себе и пари во проекти, во песни, во се што следува како артист, како пејач. Добро, кога сме кај песни. Спотови. Така. Кога сме кај песни, велиш сега Гранти ги бира песните. Значи некако си лимитиран во одлуките да ти бираш. Ама добро, не ми прават проблем сепак и јас ако имам желба ќе се отснимам што сакам. Да. Тоа сега да прашам, можеш ли сега надвор од тој договор да ти снимиш некоја, ти се понуди некој добра песна и ти се допадне и кажеш, видите, имам еден Може, пријател. они се радуваат на тоа ти да снимиш, но секако мора да се објави на нивниот канал. Не сме сам. Добро. Како Со кого да изведеш, дали ќе дует, дали ќе сам песна некој друг да ти ја направи, мора да биде кај нив на канал. мора да биде за Грант, Да. тоа е тоа. Да. Значи продуцентскиот дел е правата остануваат кај нив. со Да, тој да, зборови. да. Ама не прават проблем некој да Не, ти направи, никако, не знам, никако. македонски автори било кој. Не, слободно ќе се радува да направиш. Така ли? Они едва чекаат и да гледаат тоа како младите артисти вложуваат во себе и се снима. Така. Како Цеца ти беше ментор? Не знам, луѓето имаат вака од перцепција дека имавте прилично, како да кажам, блиски релации. Сега ме свати некој блиски. Има блиски и блиски. И многу блиски. Ама да, и многу блиски, така. Каде од тие три позиции се најде? Те засака заради не знам, потеклото, заради бојата на гласот, заради карактерот, заради интерпретацијата, со што ја купи Цеца? Па искрено не знам, она гледа исто така, кој се труди највеќе за себе. Јас се извинувам. Мислам дека после вториот круг беше, кога поминав пак директно и пишав извини. Нормално, време на грипови, што сакате? Како се вели тоа? Есен, времето залади, парно пуштаат, не пуштаат, ние пуштаме до душа, ама некој друг не пуштал, па ни Искрено се доаѓаат. плашев од ова, ама ете пак морам. Не, Грлото не. ми елам. Гледај на настапи да не ти се случува, на подкаст не е страшно. Она гледа кој се труди, како се труди, јас после вториот круг пишав дека јас го сакам тоа финале. И она вајде и се врати тој филм, не знам како она почнувала, пошто веќе ми го кажа дека ја секад кога не гледала нас,
и се враќал филмот како она почнувала. Колку она се трудела како да успее и се тоа. И навистина ме засека и нон-стоп е тука за мене. Нон-стоп. Што и да ми затреба. Добро, сега треба да има концерт или кога доаѓа у Велес? Скоро? Велес, да, на крај на месец, само јас сум во Швейцарија тогаш. А ти не си тука? Не сум тука. Имав право да бирам дали ќе бидам пред Саша Матич или пред Цеца. Так. А повеќе ме одговараше ова пошто бев тука, сега со Саша Матич, а пред Цеца ќе биде Мики, а јас ќе сум во Швейцарија. А, добро, Мики му е, дома му е. Дома ме, да. Така. Види, Мики не победи, ама постави силен печаток и функционира. Да, Мики си е супер човече. Тоа е тоа. Одличен дечко. Ја не знам дали некој се сетил да направат двајца наши кои учествувале во Гранд Дует. Правевме муабет на таа тема, но никако не сме слободни. Јас искрено дома не се вртам, а Мики е нон-стоп се одсеца секаде низ Балканов, така да правиме муабет на таа тема да направиме некој дует. Тие некако многу блиски ми се гледаат двајцата. Кој? Мики и Цеца некако многу блиски ми се гледаат. Па Цеца е со секако близок, искрено. И тие се здруи со неа, и со тебе ќе биде близок. Таква си е жената, мила, полна со љубов, али не во таа намера како што сите мислат. Да. Добро, кажи ми, финалето е истресен момент, знаеш, кога веќе си дотуркал до таму, си помисли во еден момент дека, види, можда ја можам да победам вечеров. Па си очекуваше ли победа или си очекував, искрено. Искрено очекував. Кога те прашаат ти рече, да, ја очекувам да победам, нели? Дојде да ти го водителката да ти ја даде статуетката, ти рече фала, па да, ја. Дајте ми ја сега, што ќе чекам до крај. Така некако беше, ако добро паметам. Па до негде не знаев, али предосеќав и сите така истото го мислеа, затоа што бев единствен македонец во финалето, а кога е сам македонец 90%, да не кажам 100%, е македонецот да победи. Да? Да, затоа што ако се двајца, гласовите ќе се поделат. А вака е еден кој цела Македонија гласа за него, нема за кој друг. Добро, Србија е многу поголема, па и диаспора има надвор, па и... Па, искрено да ти кажам, гласовите не се искочени, или јас имам највише и од Србија гласови. Да? Од сите Срби, да. Ти си Станишич или? Па сега имам фамилија доста, не знам. Добро, имаш и нешто што неодамна го добија, тоа е српско државјанство. Точно. Тоа беше навике ради тоа што некогаш вајда ќе се преселам ради работата таму, сакам да си купам нешто своја и колата ми е на српски таблици. Така ли? Зашто си од цар? Ради колата, не гласаат ради колата, тогаш ја немаше. Ама добро. Сега да те прашам, велиш, ќе се можно е да се преселам. Изјава некоја имаш уште тогаш, што значи тоа можно е? Можно е годинава или за 3-5 години или ќе пробаш и прво тука со други зборови да видиш како стојат работите? Секако, моментално сум тука и пробувам тука, но ако гледам дека тука уште си тапко место дека се е исто како и претходно, Београд е секако центарот на музиката и на бизнисот и на парите, ќе се преселам таму, па како биде така. Па што е нека. Имаш ли менеджмент овде работи или некој со тебе или сам свој мајстор? Имам и од Србија, од Грант, имам и од тука од Скопје. Така. Поздрав до мојата Габи. Значи, најдобро кој има женски менаџер. Бога ми најдобро е, право да ти кажам. Во секоја смисла. Многу успешно. Добро, ја не знам какви се... Со Цеца дознавме какви ти се релациите, не знам со менаџерката, ама тоа е друга приказна. Не, баш коректни односи. Поздрав до незините деца, Даки и Дора. Она си е многу добра, мила и многу добра работи. Така, драго ми е дека си задоволен од со работката. Презадоволен. Останува да видиме резултатите на трудот какви ќе бидат менаџерски и твои. Како и да е, што се промени по победата кај тебе? Се, нели, оние нормални работи, претпоставувам, рипна понудите, рипна барањата за гостување по медиуми, што е нормално. Има ли, како да ти кажам, ти попушта ли некој кој ќе отидеш да чекаш ред у банка па да те пушта или у самопостува или у маркет или... Тоа да.
Па и во Србија, и во тука, не знам, таму што ми требаше околу документите, нешто исто ме препозна, се преку ред беше. А колата кога си ја донесов документите, требаше да се чека 10 работни дена, јас среди во еден ден. Тука исто што каде и да влезам, сега сите ме познаваат, нигде не чекам. Добро, тоа ми придоле се. Само ние чекаме да дојде, ама добро. Стално ли достиж вака или не? Не стално, сега кај тебе исклучок, не знам, имав навистина врски, не можев да стигнам. Не, се извинам. овој проблем. Важно е дека се најдовме и дека си тука. Кога сме веќе кај она, како се гледаш себе си за не знам, 3, 5, 10 години, како ја гледаш кариерата? Тешко се обстанува, новите деца брзо доаѓаат и го заземаат местото на овие претходните, а овие од постарите генерации најчесто траат подолго отколку овие кои сега се појавуваат. Нели те плаши тоа дека ќе дојдат некои нови клинци и Никола Станишич ќе биде, како се вели, чудо за 3 дена? Па види, искрено воопшто не се плашам, затоа што јас работава си имав и пред да победам, си имам и сега, само што е дупло повеќе и понаплатена и повеќе работа. Така да искрено не се плашам и знам дека само ова си го работам и дека ќе си имам секогаш работа. Цел живот сакаш да бидеш музичар? Не, професија пејач? Музичар свој двор. Па би сакал да, имам некои планови и понатака да отворам нешто свое. Бидејќи ми беше сон да имам фризерски салон. А така ли? Значи, одиме у како се вика тоа, у овие стилисти, како ги викаат. Па да, сакам да си имам свое, така да во слободно време ќе сакам и таму Ама сега да прашам, кој ти ја прави Елвис Присли фризурата, кој ти ја штуца брадата ама? Сам си правам се, сам. Добро, тоа ти е од кого наследено тоа или Тоа е чиста љубов кон тоа, кон берберството. Да. Да, имам посебна љубов кон тоа и сакам некогаш да го работам. Кога не би бил пејач, би бил сигурно бербер. Бил, како се вика, не се стилисти ги вика, Стилист, тоа е многу модерно стилиста. Стилист, да. Така, шишаш некого? Па шишав порано, да, сега веќе не, ама порано ги шишав другари. Блиските другари ги шишав, да. Кој те шиша? Никола, бе? Никола. Имаме гранд пострижување. Така ли е? Имаме гранд бричање. Тогаш може ќе биде и нешто повеќе од тоа. Спомнавме преска приватен живот, спомнавме бивша љубов. Има ли сегашно или наидна сме? Па моментално нема, ама кога ќе најдам време за себе, вајде ќе имам. Да? Да. Значи, дефинитивно, како се вели, работата од прв план, ова, ако дојде. Па моментално ми е така, бидејќи немам време за ништо друго. Мислиш дека, знаеш како велат, кога си на врвот, тогаш има, како што имаш најголема понуда за тезги, има најголема понуда за девојки. Па има, јас не викам дека нема, ама моментално немам девојки. Види, после понуда може нема да има. Знаеш како? Catch the moment, викаат, користи го моментот, фати го. Така го користам сега колку можам. Добро, јас знам дека не радо зборувате за приватност, ама гледам по тоа социјалните мрежи една личност цело време до тебе, постојано се појавува. Може да прочитам името, пошто не памтам имиња. Ајде. Да видам. Кој е Кики, бе? Кристина. Кристина е мојата... Кристина е супер изгледа, мора да признам. Овој жал ми е што немам слика да покажам тоа, ама може ќе инсертирам. Кристина е мојата повеќе ќе набрам најдобра другарка, најдобра колешка, најдобар советник за се во мојот живот и иницијатор да видам Никола Станишич. Значи ќе си бев само свадбарски. Па има многу, ама сега ако почнам да ти набројам, ќе заврши емисија. Другото не е за јавност може, а? Не, буквално се поштуваме многу и многу си ја сакам. Као другарка.
Како другарка, да. И како колешка. Така да, добро. Мажена е Кристина, Тоа сакам поздрав да прашам. Борче. Ја ништо не реков, ја не знам ништо за Кристина. Па Само да ти прашам кажам. која е. Добро, фотографиите ме инспирираа, да не речам така, како да кажам, ме зачешкаа да морав да прашам. Право да ти кажам, сега ставив скоро слика со неја, до тола коментари, честито брак. Така ли? Колку... Излева е спотот не го видели уште, новиот. Тек спотот, Да, да. може да замислам што Да, ќе биде. буквално свадбата. Кога ја носиш пред олтарот. Како колешката од Грант. Да. Има веќе наслови. Да. Сопругата на Никола. Да? Каква жена би сакал да имаш? Сите викаат ко мајка ми. Или бар повеќето. Ко мајка. Мајка е мајка. Ко мајка. Мајка е мајка. Знам дека нема подобра жена од мајка. Ама Нема, буквално, нема ни да се мајка е- најде, тешко да... Овие новите не се, не, машина пере, машина, овие готви, како се Чистачка, вика, достава чисти, носи да, храна, да. машина чисти, тешко. Јас да ги мијам се дојте. Си размислил ли добро, млад си уште, многу си млад, Па ама млад сум, ама и време ми е право да ти Да. кажам. Па 25. види, и ја така мислев, па на 42 соженив, ама тоа е... Значи имам време. Ако мене ме слушаш, ме гледаш имаш, ама немој да ме слушаш. После Ама ќе не е викаат, воопшто лошо. Еве ја со дедо му у школа дошла. А ја таткој. Не. Ој, како да ти кажам, си размислувал ли дека еден ден треба, да, семејство, фамилија, дечиња? Како не и уште размислувам на таа тема. Едва чекам, право да ти кажам. Едва чекам само да најдам правата. Истиот ден и давам прстени се женам. Опа! Па Переки. пазите која влагате у врска со Никола. Другиот ден бурма не чека. Добро, сега нека си Како се пасам. вика тоа? Бурна ноќ и бурма на прст. Па едва чекам тоа да се деси. Драго ми е дека е така. Повеќе детно семејство, предпоставувам. Да. Добро. И свадба она, како се вика, 7 дена. Како прават? Па за свадбата не знам како ќе биде. Ама ќе биде, да. Веројатно ќе биде голема и таква. Едно Што се е следно, овој Никола? Рече дека сега заминуваш за Швајцарија, така ли имаш? Да, следно недела настапи? сум Швајцарија. Спотов излезе, се промовира по Сега YouTube. чекам да искочи од снимана и мојата нова песна од Грант, што ми следува како победник. Од снимана и таа, само не знам кој ден ќе... Таа е соло, таму си сам. Да, тука сум сам. Чија е песната? Има некој познат ли? Јелена Трифуновиќ го пишуваше текстот, а иначе е грчки композитор Фивос. Од Пивос. Да, и премногу ми се свиѓа песната, едва ја чекам да искочи. Ти лежи вака. Кој мелост ти лежи по еј? Македонскиот, српскиот, ромскиот, можеби Се ми лежи, грчкиот. се, јас буквално се сакам и се сакам да испеам. И нема нешто што ќе ме двои се ова повеќе, сакам ова помалку. Се сакам. Така. Се сакам буквално. Добро, рече една песна, друга песна, а кажи ми има ли шанси да јас знам кога дојде во Скопје како победник, како Ме те пречека. дочекавме и те пречекавме и мојата маленкост беше меѓу тие овој што го чека заедно и со градоначалникот Александар Стојковски во Ѓорче Петров. Ама и ги удостои, мора признам, и Ѓорче Петровци генерално, ама и на две места, и во Централниот парк и кај тебе во Волково, Волково. така ли? Имаше свој мини концерти, ај така да ги речеме, мини настапи. Меѓутоа имаше и еден голем у автокоманда. Зашто не од Ѓорче туку у автокоманда? И некој вика затоа што мајка му одгази баба, многу просто. по потекло. Не, па Боби беше човекот што сам се понуди да ми направи концерт, така да градоначалникот, да, го поздравам оваа прилика и му благодарам, бидејќи он беше единствениот кој се понуди, никој друг не се понуди, а мене ми требаше тој момент победнички концерт. Так. И го направивме таму. И преубаво искочи. Ке искочи наскоро и на YouTube. Тоа е супер, баш ми е драго. Жал ми ја не можев безпречен да дојдам, ама луѓе што биле велат дека навистина било. Преубаво беше, преубаво Дека- беше. дека- Не дека беше мој концерт, ама стварно. Јас пеев две песни, па ќе викнев колегиве од Грант, пеаче, ки испеат они две песни, па пак јас две песни, па друг артист и така. Се менеш. И за старата и за младата публика беше предобро. Так, имаш ли ангажман за нова година? Еве, кај да е? За нова година беше договорено првично Доха Катар,
но Ајде. испадна нека компликација околу документите. Идем у Дубај, ама ја укапаш. Декември сум во Австралија, така да ќе видиме ако се вратам до тогаш. Ке негде тука, има понуди сега сегде, ама има и за Австралија да останам до Нова година, ќе видиме, не знам искрено. Само нешто не слават. Добро, нашите слават уствари. Слават во Србите, кратки. Да, на плажа се слават. На плажа се слават Нова година, да. Дедо Мраз купајќи, така би му дошло. Да, бога ми едва чекам да идам таму декември. Кенеско ке ладно, таму топличка. Топличка, добро, супер. Баш ми е драго дека е така. Сосема за крај, сакам да ти посакам и многу среќа у кариерата и вакво. Кога можеме да очекуваме вистински концерт? Претпоставам прво албум, на албум ќе одиш, а? Па сега види, прво ќе вадам песни, така ме подучија, после Една здравје по ќе една, видиме да кога ќе го склопиме албумот. Тоа е тоа. И гледа да не избегаш брзо у Србија или побрзо избегај у Србија ако треба кариера да се направи, не знам. Ќе видиме каква ке е ситуацијата. Само не бегај у Германија, молим те, знам дека си живеел и да вакво остани тука. Не, Германија одам само на викенд и се враќам. Добре, нека има тезги в Германија, нека има кај да се, важно да е весело, така ви кажа. Точно. Пак наши луѓе доаѓаат таму. Па види, германци, многу, да не речам воопшто. Ама ајде, по некој ретко, мажени женет, да слушнат како тоа звучи. Не те прашав, да те прашам за крај, гитара свириш или армоника подобро, што свириш? Пијано, клавиатура. Имаш музичко образование, немаш, самок си, така? Самок. Што ќе ти академија, ако има, како се вели тоа? Па искрено ништо не знаев, еден мој другар ми поклони синтесајзер пред многу години и така дирка по дирка се учев, па на интернет барав тоналитети како што се фаќа и си научев така за себе. Добро. Ќе ни откриеш како да се вика песната ова соло? Пошто рефренот оди неволја, мислам дека ќе се вика неволја. Не сум уште сигурен. Како се вели, не е неволја, Никола Неволја. Ти благодарам што ше гостино ништо лично. Ти посакувам многу успеси, многу среќа и да се видиме у некоја друга прилика. Што поскоро се радувам. И викај на концерт. Особено Цеца кога ќе дојде. Ете утре те повикувам кога си слободен дојдеш на моја свирка. Значи, ако ние се гледаме премиерно вечерва, а тоа е среда 20 часот, утре Ѓорче Петров, славеничко, победничко Ѓорче, кај Трајче мајка и како се вели, најпознатиот локал, нема друг попознат у Ѓорче. Па нема, бога ми, нема. Тоа е тоа. Никола, ти благодарам. Ти благодарам многу успех и како се вели тоа е. Само нека се множат и песните и бакшишот, а бога ми и хонорар. Точно. Драги моје, ако успеавме да ви го прикажем и представиме уште поблиску од поблиску човекот кој не направи горди со победата на Звездите на Гранд, задоволството ќе биде и моје и него, а се надевам беше и ваше во изминативе 40 минути. Ако е така, бидете и повторно до следната средба со нас, зашто знаете, на ниту едно друго место нема да слушнете ништо слично како овде кај нас во Ништо лично. Вечера со вас беа мојот и ваш гостин Никола Станишич, вашиот домаќин Антонио Димитриевски и се разбира екипата која го реализира овој подкаст. А вие бидете така до следната среда. Чао!